Поздрав и денеска во името на Фактор Здравје ви посакувам и ви добре дојде посакувам јас Илија Николовски со надеж дека и денеска ќе ги споделите заедно со нас следните 40 минути. Новата доза на Фактор Здравје е насловена физиотерапија со оглед на фактот што следната недела ќе се одржува првиот конгрес на професионални физиотерапевти во Република Македонија со меѓународно искуство, тоа е од една страна, а од друга во контекст на темата денеска ќе објасниме токму оваа специјалност од медицината. Гостинот и останатите детали ви ги представувам токму по овој џингл. Веќе спомена, физиотерапија е денешна тема во Фактор Здравје, а гостинот кој што само за вас денеска е во студиото е магистер Горан Саневски, кој што е дипломиран физиотерапевт и воедно председател на Сдруженијето на професионални физиотерапевти на Република Македонија. Добар ден и добро дојдовте за прв пат во Фактор Здравје. Како сте? Добар ден. Благодарам, добро. Имате интересно нешто, голем настан кој што ќе се случува од идната недела, ќе ги објасниме датумите и сето она што детално таму ќе се случува, поточно во Охрид, но пред се би сакал да не запознаете мене лично и почитуваните гледачи што е физиотерапија, како вие од ваш стручен аспект ја дефинирате. Физиотерапија е мултидисциплинарна наука која е сочината од неколку науки внатре и затоа физиотерапија во западниот свет е многу ценета. Ако можам да компарирам со нашиот Балкан и малку пошироко, и физиотерапија е гранка без која медицината не може. Значи, сите пациенти, без разлика дали се од травматски тип на повреди, од невролошки тип на повреди, ортопедски, детска патологија, мора да ги земат услугите на физиотерапијата, тоест на физиотерапевтот. Или ако дозволите моја забелешка или мој придонес кон она што го зборувате кога станува збор за мултидисциплинарен пристап во третирање на некој проблем, состојба или болест, и тоа како физиотерапијата, односно вие дипломираните физиотерапевти имате свој удел. Апсолутно. За да се помогне на пациентот, ние мораме да го наблюдуваме од повеќе агли. Како прво, биомеханиката во физиотерапијата е многу присатна. Значи, една анализа на пациентот, неговата постура, тоест став, неговата проблематика, кои места се болни, по кој тип на болка. Значи, анамнезата дава 50% како што знаеме диагноза. Физиотерапевскиот пристап и физиотерапевската диагноза ги надополнува сите тие работи и мислам дека успехот лежи во сите овие работи како сублимат на една целина и еден поглед на овие работи. Многу информации донесовте за почеток, ќе ги разглобиме или во детали ќе ги зборуваме во продолжение. Благодарам за овој воведен дел, а знаете дека вие кои што сте покрај малите екрани исто така сте наше друштво и активно можете и денеска да бидете дел од Фактор Здравје преку вашите прашања кои што подоцна ги очекуваме. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно од шпилек, имунитетот ке е силен као само речет. Дукица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Имав СИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека СИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и ХПВ вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе СИН. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот.
Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Конечно, домашен јогурт по оригинална рецептура и неодолив вкус. Со љубов од Алпско млеко. Продолжуваме со Фактор здравје и денеска во живо зборуваме на тема физиотерапија, а гостинот кој што веќе го представи би сакал уште еднаш да го нагласам и да ви го представам и она што следува се разбира е продолжението на емисијата. Тој е магистар Горан Саневски кој што е дипломиран физиотерапевт и воедно претседател на Сдруженијето на професионални физиотерапевти на Република Македонија. Контекстот во кој што зборуваме, господине Саневски, од една страна реков е физиотерапијата, но од друга е она што ќе се случува следната недела во Охрид, за кое што токму сега би сакал да ги кажете главните поенти, односно првиот конгрес на професионални физиотерапевти на Република Македонија. Така, благодарам за можноста што ми дозволивте да кажам нешто за нашиот прв конгрес. Првиот конгрес на професионалните физиотерапевти го спремаме од минатата година, од месец август, и можам да кажам слободно дека конгресот ќе се одржи во Охрид и гости на нашиот конгрес ќе бидат сите професионални здруженија од целиот регион. Значи, околу, да не ги набројувам, ќе имаме познати предавачи, ќе имаме истакнати предавачи по разни патологии. Можем да го споменам тука нашиот пријател Рајко Вуте, професор од Љубљанскиот универзитет, кој ќе предава за терапевско пливање. Тука е професорот и началникот на неурохируршката клиника во Истанбул, професорот Меме Козек, кој има фантастично едно предавање за решавање на спазмите кај церебралните парализи кај децата. И да не ги набројувам сите, имаме една колешка од Хрватска која првпат се случува таа операција во Хрватска, во Македонија не сме запознаени со тоа. Ја повикавме да ја презентира незината тема. Се работи за коскени тумори кои се на карлица, кои се решаваат со ендопротеза на карлица. И тоа е за мене нешто ново и верувам и за пошироката медицинска јавност. И го концепиравме програмот и ги повикавме предавачите да ни го кажат своето искуство на еден начин, да не едуцираат, да ни го покажат, да не покажат насоката во која треба да размислуваме кога еден ден ќе ни дојдат такви пациенти, бидејќи Македонија е тука малку, како да кажам, во заостаток. И правиме напори, значи сите тие предавачи кои ги поканивме, а кои ќе дојдат, го потврдија своето учество, да дадат голем придонес за конгресот. Така да конгресот дали ќе биде успешен или нема да биде успешен, моето мислење е дека многу зависи. Не станува збор за неуспешност, не знам јас. Па да, али зависи од што сте го организирале, веќе де факто тој е успешен. Да, али често слушам конгресот бил успешен, и јас можам да кажам дека конгресите зависат многу од предавачите. Така да мене ми е драго што имаме извонредни предавачи. Значи меѓународно учество има на конгресот. Меѓународно учество, ќе имаме предавачи од Грција, ќе имаме предавачи од Турција, од Словенија, значи Уршка Пух, нашата колешка која е доктор на науки и ја води катедрата по физиотерапија во Љубљана. Така да нашиот партнер, морам да го споменам, нашиот партнер на конгресот е од Сдруженијето Дајте ни крилја, значи Сдруженијето за ретки заболувања и дисфункции, начело со председателката Ребека Јанковска-Ристеска. Ние ги земавме како партнери нив затоа што во македонската физиотерапија недостасува хипорехабилитација и терапевското пливање, како што го спомнат професорот Рајко Вуте. Се погрижија да ги повикаат значи најдобрите предавачи на Балканот, да кажат, да го пренесат своето искуство
и да видиме некои новини кои можеме потоа да ги имплементираме во Македонија, бидејќи Сдруженијето Дајте ни клира се занимава со хипорехабилитација и со терапевско пливање, а македонската физиотерапија во принцип е и фалат тие недостасуваат, да. Може да ги појасните, бидејќи за мене се нови два тие поима. Што е физиотерапевско пливање? Кои се индикациите за примена? Малку настрана од Конгресот, но пак ќе се вратиме на него, да. Тоа се однесува претежно за дечиња кои имаат пречки во развојот, во моториката. Тоа имаат неколку халк метода, една која они користат. Јас сум слабо запознаен со тоа, мора да признам веднаш, и затоа ги повикуваме предавачите овие да ни нешто кажат плюс, да бидеме плюс запознаени. Постојат методи светски по кои децата кои се со пречки во развој, во моторен развој, во некои дисфункции и така натаму, ги учат да пливаат. Бидејќи, знаете, во простор, ако детето има слаба мускулна снага, има ограничување на амплитуда на движења во нозете, во рацете, значи статиката му е лоша, биомеханиката, одот, тогаш првичниот пристап кој ќе го ослободи во простор е флуидот, а тоа е водата. Така да кога детето ќе се ослободи во водата, нели, да плива, да научи да се движи, да се одржува, да ги зајакне своите мускулни групи, зборам за антигравитационите мускули кои се многу битни, со нив ние стоиме и прекосиме на гравитацијата, тогаш можеме слободно, значи, да почнеме и со техники физиотерапевски кои ќе му помогнат на детето да стане во фаза на вертикализација, подоцна во фаза на одење и така натаму. Што се однесува до хипорехабилитацијата, исто не сум повикан за тоа многу да зборам, бидејќи ви кажав, македонската физиотерапија е тука малку тенка, али затоа правиме напори и затоа овој првиот конгрес и ги земавме партнерите од Дајте ни крилја, да почнеме да го развиваме тоа на начин на кој се развива во околните наши држави, во околните држави од регионот. Да споменеме дека конгресот ќе се одржува ајде вие кажете, да не зборувам јас. Конгресот ќе се одржи во Охрид, во хотел Ривиера од 17 до 20 септември. Се спреме за тој конгрес веќе година дена, значи програмата е веќе готова, финиширана, концепирана. Прашањето ми беше дали само професионалните физиотерапевти може да учествуваат или еве ако сака и јавност или некој што е заинтересиран да слушне некое предавање и нормално вашите колеги од другите медицински специјалности. Така. Од другите медицински специјалности би можеле, да, апсолутно. Што се однесува до широката јавност, тоа се во принцип професионални теми, каде што не верувам дека обичниот народ тоа ќе го разбере. Може би ќе му биде интересантно како тема, али не може да навлезе во суштината на проблемот и да го абсолвира на начин на кој они би сакале, да си помогнат или на своите најблиски или вака. Затоа се поканете и професионалните здруженија, значи да се дружиме во Охрид, тоа ќе биде центар на сите, значи колеги од регионот, реков да не ги набројувам, а буквално сите. Го потврдија своето учество, сите председателства на здруженијата ќе дојдат и нас ни е исклучително драго за тоа, затоа што учествувајќи на конгресите во регионот, можам да кажам дека ретка прилика е да се сите собереме на едно место. Мене ми е исклучително драго што Охрид ќе биде баш место каде што ќе се сретнат сите професионални здруженија. И во овој дел од разговорот уште еден акцент сакам да ставиме на вашето здружение на професионални физиотерапевти со кои што вие раководите или сте актуелен председател, тоа е списанието физиотерапија. Што тоа содржи и кому е наменето? Физиотерапија Македоника, значи, потекна од самиот старт на нашето здружение, кое го основавме 2009 година, и решивме да имаме еден промотор, значи првото председателство, мора да го споменам и да го поздравам, првото председателство на здружението, кое сега за 8 септември, тоа е денот на светскиот ден на физиотерапевтите, им доделивме благодарница затоа што првите години беа најтешки. Нивната идеја беше да имаме некој промотер на струката и тоа беше единствено да направиме едно списание кое го именувавме Физиотерапија Македоника,
кое е публикувано, значи, и кое е концепирано така да ги содржи само стручните теми. И нормално проблематиката од физиотерапијата во Македонија, со кои проблеми се ние соочуваме, за да дадеме еден апел да луѓето нешто дознаат за физиотерапијата, кои ни се проблемите, како треба да се решават и така натаму. Ви благодарам за овој дел од разговорот, а во вториот веќе ќе продолжиме на споменатата тема физиотерапија. Овде сакам да нагласам дека со оглед на промените временски пред се надвор, имуниот систем е оној кој што е основа на вашето добро здравје и подсетување дека нашиот верен поддржувач и пријател Г132 плюс Натурал можете да го најдете во сите аптеки низ државава. Една 15-дневна терапија која што веќе е достапна во блистер чини 1100 денари. Затоа совет наше, што го потврдија веќе сите референтни гости и гости кои што ќе гостуваат во Фактор здравје, е да мислите на вашето здравје со оглед на оваа јапонска веќе докажана природна формула и никогаш, буквално никогаш да не дозволите да имате паднат имун систем, без оглед дали имате медикаментозна терапија или во превентивни цели го користите. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од месоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмелј, за убав ден и мирна ноќ. Одиграв безброј представи, стотици улоги, донесов многу награди. Се уште сум активна. Да, за да го направите тоа, ви треба премногу сила и енергија. Долго време се борев со стрес, хроничен замор, покачен крвен притисок, шекер и сакав да ја дознам тајната како да го подобрам својот имунитет. Мојот лекар ми ја откри тајната да го направам изборот. Јас ќе ја споделам со вас. Тоа е Г132 плюс Натурал. Тој се грижи за моето здравје. На 2 седмици си купувам по една лентичка или еден блистер од зеленото Г132 плюс Натурал и имам терапија за 15 дена. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Така ќе заборавите на стресот, заморот и ќе го подигнете вашиот имун систем. Значи, земете Г132 плюс Натурал и имајте долг и здрав живот. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете Г132+, една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Сонце мое, наскоро ќе уживаш во вкусот на слободата и првата љубов. Ќе ги почувствуваш сладкиот вкус на победата и горкиот вкус на поразот. Но се ќе биде во ред, бидејќи има еден вкус кој ќе те подсетува на дома. Идеал шипка, вкусот на нашиот дом. Доколку сакате да контактирате со нас, исто така можете да кликнете на www.ih.mk, не само во овие 40 минути во живо, туку буквално секој ден во неделата можете да бидете со Фактор здравје, бидејќи оваа страница на глобалната мрежа ви носи многу превентивни совети во контекст на вашето и наше пред се мото мислете на себе, а денеска она што ни остана во остатокот од оваа емисија од Фактор здравје е повикот до вас на 6091925 и 6091924 да ни се
јавите и да поставите прашање или споделите лично искуство во однос на темата што ви ја нудиме насловена физиотерапија. Вашиот гостин уште еднаш ќе го представам е магистер Горан Саневски, специјалист, односно дипломиран физиотерапевт и воедно председател на Сдруженијето на професионални физиотерапевти на Република Македонија. Она што ме интересира, постојано повторуваме и апострофираме професионални физиотерапевти. Што треба да се случи или што треба да поминете во однос на едукацијата за да ја добиете оваа титула? Така. За да се биде професионален физиотерапевт, треба да се заврши основното образование за физиотерапија. Во Македонија моментално 3-годишно образование. Секаде во Европа и во развиениот свет, сега почнува и во Хрватска и така во Риека. 4-годишното образование е тоа што треба да биде за физиотерапевтот, значи академско образование, каде што можат после да продолжат на постдипломските студии. За да се биде професионален физиотерапевт, како што по Светската конфедерација на физиотерапевти ги класифицираат како професионални, тоа би можел да го објаснам онака да после завршеното basic education, значи после завршеното основно образование за физиотерапија, физиотерапевтот не смее да застане на тоа ниво. Бидејќи основното образование и секој факултет е основа за надоградување на понатамошна значи работа со која ќе се бави терапевтот. Тука би ги напоменал, значи првично техниките со кои се бават физиотерапевтите, тоа се специфични техники кои се својствени само за нашиот профил. Тука се, ајде да наброем некои, мобилизација на нервен систем, мобилизација на коскено-зглобен систем, тейпингот, сте видели оние ленти што ги лепат на спортистите, PNF како пропрецептивна невромускулна фацилитација и многу други техники. Терапевтите во принцип во развиените земји, а се надевам дека тоа ќе дојде во Македонија еден ден, се класифицираат на терапевти. Кожен терапевт, терапевт по ортопедија, терапевт по детска патологија, терапевт по ова, терапевт по она. Како специјализиран или насочен веќе во одредена област. Да. Во Македонија се уште тоа не е случај, него терапевтите работат се и меѓутоа тоа не е онака баш исправно. Меѓутоа делот нашите терапевти се фокусираат на одредена патологија и знаат за што се способни. Може да го слушнеме јавувањето, ќе се вратиме на вашиот одговор. Ви благодарам. Добар ден, повелете. Ви се молам, поздрав до докторот и до вас. Благодарам, господине. Јас ревматски болести имам 50 години. Сега дојдов до дискус хернија. Колку физикалната терапија може да помогне за мојата дискус хернија? Благодарам за прашањето. И господине Саневски, имаме уште едно јавување и ќе се вратиме со вашиот одговор. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господине. Благодарам што сте и вие со нас. Ја пред се да ви се заблагодарам вас што имате вакви емисии, па ние вака пензионери, да кажам, инвалидски, да имаме некое сознание плюс за физиотерапевта. Малце сум специфичен со моето здравје. Добро. Веќе консултирав колега од вашиот гостин и така натака, со кое што докторка дојдовме заеднички до некое сознание, благодарение на мојата претходна состојба. И во физиотерапеут сите тие третмани што се прават се врз база на струјата, ја нешто би го замолил вашиот гостин, дали постои нешто во сферава на таа наука, да кажам, кое што може да направи некој плюс. Именно за мене конкретно се работи да овие 3 лумбарни пршлени снимката покажа некои израстоци како шилци, народски кажано и така натака, кои што па мене ми прават проблем на ногата, односно над коленицата горе и не можам слободно да се движам, односно после изминати, не знам, тамо 150-200 метра морам да застанам као да имам кочница. Па што би советувал вашиот гостин? Баш ме интересира живо. Да, ви благодарам многу, господине, и добро здравје вам и на сите што не следите. Така. Повелете, сакате на првиот гледач или на вториот? Па, проблематиката е слична, да. Али ќе одговорам и на првиот гледач и на вториот. Што се однесува до дискус хернијата и лумбалниот синдром, кој е доста присаден во народот од разни причини.
во некоја светска литература се дефинира како седечка болест, значи кај администрацијата тоа е многу честа појава, кај физикалните работници. Меѓутоа мораме да напоменеме дека и староста си ги носи своите промени на работниот столб во смисол дека нашите меѓупршленски дискови значи дегенерираат. Тоа значи дека губат на вода и пршленските тела пополека се приближуваат. Со тоа само приближување, значи со дегенерација на дискусите, нервите трпат компресија и се јавува притисок, да. И предпоставувам дека вториот гледач збореше за надколеница, значи каде што е зафатен феморалниот нерв. Постојат техники во физиотерапија, меѓутоа мора да бидете внимателни кој ги прави тие техники и дали имат сертификати за тоа. Знаете, сега е таква состојба во Македонија да сите се знаат и нормално дека идат на места каде што едноставно луѓето не се едуцирани за тоа, да не зборам понатаму нели за тие работи, ама ме разбираат гледачите. Постојат техники за ослободување на корените на нервот, ако е зафатен, например, лумбалниот нерв. Тие техники се викаат мобилизација на зглобниот систем или мобилизација на коскиниот зглобен систем, каде што се вклучува и ребетниот столб. Што се однесува до класификатите, постојат третмани за класификати, тоа се, како што напоменавте, струјата е доминантен тука фактор за ослободување на болка, бидејќи при болка мора да знаат гледачите, при болка од било кој аспект, дали е тоа рбет, дали е тоа фрактура на надлактица или подлактица, болката провоцира спазам. Тој спазам или грч на македонски, тој спазам предизвикува дополнителна компресија, значи дополнително притискање на нервните завршетоци и кругот е волшебен. Значи тој круг треба да се прекине за да болката се намали. Така да, постојат техники, меѓутоа бидете внимателни. Што се однесува, например, до рабетниот столб, зборам пошто двајцата гледачи имаат сличен проблем, постојат во физиотерапија и во рехабилитација воопшто, постојат апарати кои се доста скапи, меѓутоа ги имате и во Завод за рехабилитација и во другите установи во Скопје и во Републиката, кои се викаат екстензомати, кои се дигитални, кои се безбедни, за да се декомпресира нервот, да не дава такви реперкусии во смисол на болка, на трнење на нога и така натаму. Би апелирал, бидете внимателни, јас знам дека нашиот народ нема време да отиде на рехабилитација, да потроши 15-20 дена и тоа трае, тоа сакам да кажам, нема преку ноќ резултати. Нема преку ноќ резултати, мора да се оделат време, да не одат на луѓе за кои се стварно ризични, тие што нема да го добијат бенефитот од таквите луѓе, популарно речени местачи, тие се после наши долгогодишни пациенти, за жал. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Убаво звучите, дали ние придонесуваме за вашето расположение? Да, јас сакам да го поздравам мојот колега Саневски Горан, овде е сестра Лиза Горан. Да, драго ми е. Поздрав. Мило ми е што толку многу напредуваш и сакаш да ја усобршиш физикалната медицина во Македонија. Многу поздрав и ви пожелувам многу успех на конгресот во Охрид. Сестра Лиза е на телефон. Да, ве слушнавме, да. Ви благодарам за вашата поддршка и господине Саневски, уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало? Добар ден, господјо. Ало, добар ден. Добар ден. Да, убав и вам нека вие. Имате ли праш? Да. Тоа го слушаме и имам прашање. Повелете. Имам прашање, имам керка 48 години, има хемопареза. Добро. Беше добра, се движеше, меѓутоа последниве 4 години е врзана за каучи, не може да се движи. Беше на физикална терапија, физиотерапеј, доктор вика в дома, се пушти малце, сега пак легна и не може да станува. Што понатаму можем да преземам, барем да стане да оде до веце? Дали е доволно? Да. Ви благодарам многу, господјо, на вашето прашање. Не ја знам причината, али во ред диагнозата е хемипареза.
Пациентите кои имаат проблем со, значи невролошки проблем во смисол на хемипареза, тоа е одземен, половината на нашето тело е одземена. Таквите пациенти, знаете и сами дека мора да ја физиотерапијата користат цел живот. Ако имате абстиненција во рехабилитацијата, морате да бидете свесни дека мускулните влакна многу брзо атрофираат. Една студија америчка покажува дека од 4 дена инактивитет, али без прекорен инактивитет, значи без мрдање на ништо, на палец, на рака, на ништо, атрофијата достигнува и до 60%. Така да вие сте условени со вашата ќерка да посетувате рехабилитационен центар и да почне пак да вежба, затоа што првата цел во рехабилитација е активности на секојдневно згрижување. Значи, тоа е првата цел, да не биде терет на никој во фамилијата, значи, а подоцна, кога тие активности на секојдневното згрижување ќе се надминат, ќе бидат, значи, прифатени како образец, тогаш понатаму се оди во рехабилитацијата за некои потешки, за некои потешки работи во смисол на одење, на подобрување на моториката, на статиката и така натаму. Или барем да оди до тоалет, како што кажа господјата. Тоа се активности на секојдневно згрижување, тука се тоа спаѓа, али и до тоа е тешко да се дојде. Меѓутоа препорачувам апсолутно физиотерапија. Благодарам и за вашето јавување, господине Саневски. Вашето присуство само потврдува дека гледачите имаат проблеми реално кои што треба професионален физиотерапевт да ги згрижи, односно да ги реши. Во некои од следните емисии би се задржале конкретно или на некоја состојба или болест. Во оваа насока овде сакам да заокружим или уште еднаш да се навратиме на она што ќе се случува од 17 до 20 септември во Охрид, првиот конгрес на професионалните физиотерапевти во Македонија со меѓународно учество, да го најавите уште еднаш. И неколку поенти уште што сакате да ги нагласите. Да, исклучителна голема чест што за овие неполни 6 години, бидејќи се формиравме 2009 година, за неполни 6 години ја стекнавме довербата на нашите спонзори, ја стекнавме довербата на професионалните здруженија од регионот кои го видоа нашиот потенцијал и исклучително драго ми е што ќе не посетат. Имаме стварно добри предавачи, организацијата е голема и така да ве повикувам и вас како телевизија, ако имате време да дојдете да снимите еден прилог и да поразговарате со претседателите кои ќе бидат таму присутни. Да, сигурно. Така да ние имаме и други активности после конгресот. Да, може да ги нагласите или да откриете дел од Така, претходно, значи сега на 8 септември го одбележавме светскиот ден на физиотерапевтите. Нашите колеги делеа флаери, се запознава со граѓанството на плоштад Македонија, да им кажа дека 8 септември е и светски ден на физиотерапевтите. После следува конгресот од 17 до 20, од 25 до 27 се случува една голема манифестација Експо, фитнес, велнес во Александар Палас, каде што нашето здружение зема активно учество. Ние сме партнери со Моментум, организацијата која тоа го организира. Така да имаме термини од 26 во 6 сатот и во 27 во 5,5 сатот попладне, каде што нашите терапевти ќе покажуваат вежби за истегање, бидејќи во тој дух е и целата организација за вежбање, а морам да напоменам дека сите што се бават со фитнес, со трчање, со вежбање и такви некои активности за здрав живот, не практикуваат истегање, кое мислам дека е еден од најбитните фактори пред да почне да се нешто вежба. Бидејќи мускулното влакно треба да се спреми за напор. Оно што е важно уште еднаш да нагласиме дека човекот е создаден да се движи, односно да се истегнува, како што рековте, без оглед дали да прави физичка активност или нормални активности во текот на денот. Ако тоа е се што сакавте да нагласите. Знам дека уште многу има да се зборува, но ќе оставиме за некое следно ваше гостување. Многу ви благодарам што одвоивте време, да имате успешен конгрес и да се видиме повторно во Фактор здравје. Ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. Она што сакам да ви го нагласам на крај е гостинот кој што денеска беше ваш и само ваш гостин во Фактор здравје. Тој е магистер Горан Саневски, дипломиран физиотерапевт и воедно претседател на Сдруженијето на професионални физиотерапевти на Република Македонија, со кого ја доближивме специјалноста физиотерапија и го најавивме конгресот, прв меѓународен кој што ќе се одржи во Охрид од 17 до 20 септември. До утре ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден.